Добар ден, кавадарци! Ова е силата на Социјалдемократскиот сојуз на Македонија. Ова е женската сила во Социјалдемократскиот сојуз на Македонија. Почитувани другарки и другари, почитувани социјалдемократки и социјалдемократи. Почитуван председателе Димитар Ковачевски, почитувана заменичка на председателот Сања Лукаревска, почитуван генерален секретар Миле Зечевик, почитувана Бети Пендаревска, почитувана Елена Ковачевска, почитувани другарки од женските форуми на нашите коалициони партнери, почитувани социјалдемократи и социјалдемократки. Годинава одбележуваме два значајни јубилеи на женското движење во државата. 80 години од формирањето на АФЖ и 25 години од формирањето на Форумот на жени на Социјалдемократскиот сојуз на Македонија. И денес не случајно сме овде во Кавадарци, град синоним на почетоците на формирањето на АФЖ. Имено во Кавадарци, во пролетта 1943 е оформена првата група на жени, организирани жени борки, кои ги поставија темелите на женското движење. За во декември 1944 година АФЖ е конституирано и се расширува мрежата низ целата наша држава. И во оваа прилика сакам да се подсетиме и да искажеме огромна благодарност на делата на Веселинка Малинска, Вера Ацева и сите останати другарки кои што се вградија во борбата за поставување на темелите на државата и во дефинирање на една нова улога на жената во општеството. Покрај 80 години од формирањето на АФЖ, пред 25 години во ерата на плурализмот, жената социјалдемократка ја почувствува потребата од организирање внатре во сопствената политичка партија, за да бидат слушнати нејзините проблеми, за да бидат слушнати нејзините приоритети и потреби. И одлучи да се организира во клуб на жени тогаш, денешен форум на жени, место каде основна водилка ќе бидат социјалдемократската идеологија и социјалдемократските вредности, како и местото и улогата на жената во унапредувањето на демократските процеси во општеството. Продолжувајќи ја борбата на нашите другарки од АФЖ, борба за слобода, борба за образование, борба за право на глас, денес слободно може да кажеме дека жената е активен чинител во политиките и демократските промени во општеството. Почитувани другарки и другари, по 25 години непрекината работа на жената социјалдемократка, видливи се резултатите. Нашиот успех се мери со степенот на подобрување на положбата на жената во општеството. Успеавме да го зголемиме значително бројот на жените на одлучувачки структури на централно и локално ниво. Денес зборуваме за 50-50 учество на жената во политиката. Отворивме и решивме бројни прашања кои беа табу тема во општеството. Гласно проговоривме за насилството врз жените, ја унапредивме состојбата со репродуктивното здравје на жената, се изборивме самостојно жената да одлучува за своето тело, да станува економски се понезависна
и да стане активен чинител во креирањето на прогресивните политики во земјата. Од скромни бројки дојдовме до видливо респектибилни резултати. Така од 7 жени пред 25 години, денес имаме 51 жена во собранието. Во владината коалиција, од вкупно 10 министри од СДСМ, имаме 5 жени министерки. Клучни институции во државата денес се раководени од жени. Се поголем е бројот и на жени менаџерки кои што успешно раководат и се справуваат со сите економски предизвици. Ја унапредивме положбата и на руралната жена. За прв пат во историјата на државата воведовме надоместок за мајчинство за жените земјоделки. Од 8.000 денари ја зголемивме минималната плата на 22.500, каде што најголем бенефит имаат жените во текстилната, чевларската и кожната индустрија. Континуирано создаваме услови за поголемо вклучување на жената на пазарот на труд, преку изградба на нови градинки на цела територија на државата, зашто зборува фактот дека за 6 години изградивме 83 градинки и тоа за прв пат изградивме градинки и во руралните средини. И овде мора да признаеме, резултатите се видливи и евидентни, но дали се доволни? Мораме да си го поставиме прашањето дали успеавме. Одговорот е секако да. Успеавме во многу нешта, но тоа не е доволно, пред нас се исправени уште многу предизвици. Се соочуваме со вистината дека некои битки мораме да ги водиме повторно. Повторно сме исправени пред предизвиците што ги носат ретроградните ветришта во Европа, регионот и глобално. И затоа денес, во пресред на 8 март, на Меѓународниот ден на жената, од ова историско место, од Кавадарци, испраќаме порака за обединување на сите жени, без разлика на политичка, верска, етничка или било каква припадност, да се обединиме и заеднички да ја продолжиме борбата. Да го зачуваме онаа што сме го постигнале и да продолжиме со ист ентузијазам, храброст, посветеност и да стасаме до нашата посакувана цел. А тоа е потполна еднаквост на жените и мажите во општеството. Почитувани другарки, во периодот кој што доаѓа повторно, треба да направиме избор. Да избереме повеќе за сите. Ајде да го избереме патот што ќе ни донесе прогрес за жените, нивна поголема видливост, препознатливост, вклученост и еднаквост. Ајде заедно да ги донесеме посокуваните промени за нас, жените. Затоа што овие промени и прогресот на жените значаат напредно чекорење и промени за целото општество. Нека ни е честит 8 март, нека ни е честит јубилеот 25 години Форум на жени на СДСМ, нека ни е вечен СДСМ, нека ни е вечна Европска Македонија.